This is fucking bullshit. Okay? These fucking assholes, these fucking assholes! The fuck is their problem, man? This is fucking typical cop hate game bullshit! No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the trampoline sound. Bass drops. Добре дојдовте повторно на каналот кај BitTeacher Crypto и денеска ќе направиме една невообичаена техничка анализа со друг вид на индикатори за биткоин, да видиме каде сме на пазарот и во всушност можеме да очекуваме во следните неколку денови и недели, каде треба да обрнеме внимание и на кои нивоа треба да внимаваме. Па доколку погледнеме сега на овој индикатор, ова е позиски канал, кој што ќе започнеме од почеток да видиме што всушност правил со цената. Како што можеме да забележиме, имаме влез во овој гозиски канал, некое време имаме странично движење тука и потоа пробиван надолу од околу 40 до 50% и повторно во 2019 година погледнете. Идентично движење за биткоин, пробив и формирање на дното и во 2022 година погледнете само како сме се движеле. Тоа е она ABC корекција која што зборуваме цело време и погледнете, имаме 50% од ова ниво и доколку тоа е случај треба да имаме одредено време кое што ќе го поминеме во гозискиот канал за да направиме, за да се ликвидираат позиции и во горната насока и во долната насока, за подоцна можеби графиконот да продолжи и да го ретестира тоа ниво од можеби 37.000 и главното ниво ќе биде од 40 до 60.000. Тоа е огромен опсег, но сега за сега можеме да кажеме само така, бидејќи немаме уште потврда дека навистина ова се случува. Ќе го погледнеме сега вториот графикон. Доколку имаме зелена нијанса тука, имаме bull market, односно од 800 до 1000 денови. Кога ќе преминеме во сивата зона, значи дека имаме предупредување, односно транзиција, и кога ќе преминеме во црвена зона, имаме формирање на дното на циклусот, и тоа се случувало идентично во 2014, 2018 и 2022 година. И каде се наоѓаме моментално? Моментално се наоѓаме во ова сива зона која што е предупредување на овој bull market кој што може да заврши до 100.000 за да направиме корекција, и тоа ќе го дознаеме во следните денови. Доколку сега преминеме на другиот чарт кој што е многу добро прикажан од страна на Wall Street, погледнете ја ова корекција и веројатно ние сме тука за подоцна да го имаме ова, и сите индикатори моментално ни покажуваат на ова. Дали ќе имаме исполнување на ова, не можеме да знаеме. Треба едноставно да чекаме. Можеби ова пак е, можеби навистина ова време е многу поразлично и ќе имаме некаков си супер циклус, така да во меѓувреме ќе ги погледнеме и овие солари циклуси кои што одамна не сме ги погледнале. Секако ова е некаква си теорија. Гледате ја само оваа прогресија на сончевиот циклус, односно сончевиот циклус кој што всушност влијае на психолошкото однесување на луѓето, и погледнете ги само. Кога сме биле на дното, сме имале bear маркети, кога сме биле тука на дното, повторно сме имале огромни bear маркети кои што биле огромни прилики за акумулација, а моментално се движиме кон тоа време. Секој може да обиеме во следните години уште еден bull market кој што подоцна повторно ќе ресетира сентиментот до депресија можеби, и за повторно да се придвижиме, и сите овие циклуси
се одвиваат постепено, не се одвиваат толку брзо. Погледнете колку всушност имаме формирање на овој циклус полека и подоцна, доколку имате познавање од 2008 година, имаме огромно ресетирање тука на сентиментот, каде што подоцна имаме огромно движење нагоре. Исто така 2020 година и 2019 година имавме повторно ковид ситуација и погледнете каде се наоѓа овој индекс, доколку тоа би го направиле повторно, би можеле тоа да го видиме во можеби 2030 година, која што ќе биде можеби огромна шанса за правење профити, но тоа ќе го оставиме за понатаму. Сега за сега исто така може да добиеме повторно бул маркет додека се движиме во оваа патека надолу, а моментално да ги погледнеме сега и ликвидациите, односно да видиме каде всушност имаме ликвидити и каде институциите може да навлезат всушност да го соберат тоа ликвидити за да нормално осварат свој профит. Доколку ја ставиме ова на месечно ниво сега, ќе видиме дека имаме огромно ликвидити тука, всушност на 86.000. Секако би може да видиме придвижување на цената тука, затоа што институциите ова го бараат, а Федералната резерва веќе почна со зголемување на овој графикон. Како што можеме да видиме, зголемувањето на овој графикон со 2020 година донесе огромна паника, која што потоа резултираше со огромен бул маркет. Дали тоа ќе биде случајот повторно сега, ќе мора да оставиме на времето да видиме. И сега ќе се придвижиме кон техничката анализа за биткоин и ќе видиме што всушност ни кажува овој графикон. Доколку се вратиме назад, погледнете, сме ја пробиле ова зона од 50-неделното просечно движење, сме го ретестирале и сме продолжиле во bear маркет. Доколку се навратиме во историјата на биткоин, ќе можеме да забележиме дека тоа често сме го правеле и всушност би можеле да сме тука и да го видиме повторно ова, кое што повторно ќе го ретестира овој 200-неделен просек. Доколку се навратиме уште, погледнете, имаме повторно 2018 година, 2014 година, имаме повторно пробивање, ретест и продолжување до 200-неделниот подвижен просек, кој што би можел да биде дното на bear маркетот или пак 365-неделниот подвижен просек, доколку добиеме некои екстремни вести, а тоа би биле 42.000 и 57.000, но првично треба да видиме дали всушност ќе се одбиеме од оваа зона или пак ќе ја ретестираме и ќе пробиеме нагоре и ќе отидеме во тој супер циклус кој што неколку луѓе веќе го најавуваат. И доколку тоа го добиеме, а работите навистина се различни овој пат, сега да видиме другите криптовалути каде се наоѓаат всушност. Погледнете, Ethereum само што ја проби оваа зона, но имаме многу хаотичен чарт за Ethereum моментално, голем број на ретестови на оваа зона. Погледнете ги овие падови и големи движења. Доколку сега отидеме на алткоините, да видиме FED се уште е испод овој просек, може да видиме ретест тука и повторно се придвижи надоле за да го формира тоа дно. Доколку погледнеме сега Link е исто така под тој просек и имаме некој си бул движење моментално, каде ќе заврши, ќе видиме во следниот период. Рендер исто така, исти се графиконите за скоро сите алткоини и ретко кој навистина дава друга слика, освен ова која што ја гледаме моментално за ретест на овој 50-неделниот подвижен просек. Сега да погледнеме и S&P 500. S&P 500 всушност се наоѓа многу над овој просек. Тоа всушност останува bull маркет за S&P 500 и
Дали ќе имаме нови all-time highs, тоа ќе го дознаеме во следните денови, како што можеме да видиме. Цената би требало првично да формира day cycle low и дали подоцна ќе имаме failed day cycle low, каде што ќе препознаеме дека всушност цената би се придвижила повторно надолу. Ќе видиме во следниот период. А сега можеме да ги погледнеме и графиконите на едни од најголемите компании во Америка, а тоа е Microsoft. Погледнете. На месечно ниво имаме спојување на овој MACD, што значи дека очекуваме бериш акција, која што веројатно ќе се придвижи повторно Microsoft надолу. Погледнете, сите графикони, еве имаме можеби ретест на оваа зона и продолжување на графиконот надолу. Amazon, имаме некој си формирање, можеби на врв тука. Мета исто така, после огромен раст, полека, веројатно, можеби е ова фаза на дистрибуција. Погледнете, MACD е во пад, овој индикатор во пад и ово е во пад. Nvidia, ова не може да се знае, бидејќи Nvidia имаше страшен напредок за краток период, кој што, погледнете го, овој скок огромен за Nvidia. Така да, моментално имаме некаква си бериш акција во овие, но погледнете го Google. Google пак продолжува со своето движење нагоре и каде ќе заврши ова не може да се знае, бидејќи овие бранови знаат да бидат многу агресивни и замислете колку луѓе всушност го шортаат овој пазар уште од 2022-2023 година и погледнете каде сме денеска на нови open highs. И отприлика тоа е тоа. Се надевам дека добивме доволно информации за да видиме што всушност се случуваше во претходниот ден, да видиме каков напредок имаме, а вие останете да не следите на овој канал и секако, доколку не ви е јасно што всушност зборуваме на овој канал, какви се тие дневни циклуси и какви се тие бранови, слободно погледнете ги овие видеа кои што верувам дека ќе ви биде многу јасно што всушност правиме и како го следиме пазарот. Да ве повикам да се приклучите во групата на Telegram, каде што ќе може да си помагаме едни на други и да разјаснуваме нејасни работи. Исто така ветувам дека нема да бидат дозволени никакви омалуважувања или навреди и сите тие кои ќе го прават тоа моментално ќе бидат блокирани, бидејќи тука сме сите на истата страна и сите имаме само една цел, а воедно може да се приклучите и на групите на Patreon и да ме заследите на Instagram. И секако, доколку ве се допаѓа ова содржина, слободно ставете лайк и споделете ова со своите пријатели, а тука ќе ве поздравам и се гледаме во следното видео. Чао, чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe.